Дел од родителите во земјава бараат второто полугодие од учебната година да стартува со празни училници. Причина е стравот од брзото ширење на омикрон варијантата на COVID-19. Движењето поддршка за онлайн настава, кое, како што тврдат организаторите, произлегло од група на социјалните мрежи која брои 15.000 членови, смета дека поради нагорната линија на новозаразени нема услови за настава со физичко присуство, при што целосно би се почитувале здравствените протоколи. Ние не сме способни да имаме комбинирана, не сме способни да имаме ни во живо, односно со физичко присуство, затоа што децата во една училница од 30-40 метри квадратни се набиени на 15-20 сантиметри. Значи они го пренесуваат, го трансмитираат вирусот многу брзо. Ово е вирулентен многу и шансата за заразување е многу голема. Ги фрламе во огин, не само децата, нивните родители, во огин ги фрламе бабите, дедовците, цели семејства. Дали ќе биде разгледано и прифатено барањето за целосно онлайн настава ќе зависи од развојот на ситуацијата. До стартот на второто полугодие остануваат уште 10 дена. Во деновите по божичните празници, пред дел од вакциналните пунктови имаше поголем метеж од вообичаеното. Граѓани беа дојдени кој за прва, кој за втора, кој за трета доза. Бога ми сигурно едно 40 минути, можда и повеќе чекаме. Надлежните објаснуваат дека причина за поголемото чекање е тоа што дел од пунктовите не функционирале во деновите на божичните празници. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа регистрирани се 813 нови случаи од 5165 тестирања, што представува заразност од речиси 16%. Најголем дел од новите случаи се во Скопје, Битола, Куманово, Кавадарци. Во моментот активни се вкупно 10.383 случаи. Институтот информира и за 6 нови жртви со кои бројот на починати од почетокот на пандемијата достигна 8.042. За утре е закажана седница на Комисијата за заразни болести која треба да реши дали ќе предложи нови мерки за справување со овој бран на вирусот. Дел од лекарската фела во изминатиот период повикуваше на воведување рестрикции за спречување на ширењето на омикрон варијантата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.